се сеќавате што зборуваме неколку саботи поред, ова е 4-та сабота. Почнавме со темата отфрлен, видовме како нашиот Спасител, за жал, дојде при своите, но своите не го примија. Беше отфрлен, човек на болката, свикнат на страдањата, како што запишал Исаија во 53-то поглавје. И видовме дека тоа е еден пат кон Голгота, чекори кои што вака, така или онака, и ние како негови следбеници ќе ги поминеме. Видовме и сведоци сме, и сите ние знаеме од наше лично искуство дека сме били отфрлени, ако не повеќе од отфрлени од некоје наше старо друштво, со кој што сме поминувале моменти во животот, но поради нашата ориентација, нашата определба, не е повеќе така. Видовме дека Исус беше искршен. Се подсетивме на оние мигови во Гециманија и рековме дека како што тоа беше клучен миг за целото човештво, за спасението мое и твое, нашата лична Гециманија е клучна во нашиот личен живот. Ние, ако сакаме да стигнеме до Голгота, односно да чекориме по тој пат на животот, не е битно да отидеме во Иерусалим, па вчера, денеска или, вчера тоа се правеше, и чекориме по таа Вија Долороса, така наречена, туку ние во нашиот живот треба да имаме еден свој пат, чекорејќи по Христа, кој што ни оставил пример да имаме и своја Гециманија, која што е и tekako клучна, да се скрши нашето јас, да ја предадеме својата волја на Господ, инаку следните чекори се невозможни. И минатиот пат зборувавме за тоа како Исус беше предаден, и тоа предаден од пријател, како што вели тој. Сеќавате како го дочекува Исуса, Исус го дочекува Јуда во токму таму, во Гециманија, значи, пријателе, зошто дојде? Го предаде и тоа со бакнеш, значи, најблискиот, односно еден од 12 кои што беа 3,5 години постојано покрај Христа. Зошто? Затоа што Јуда немаше своја Гециманија. Јуда не ја предаде својата волја на Господа, Јуда имаше своји замисли, Јуда сакаше од Исуса да направи цар, како што всушност и повеќето, односно сите ученици па евреите веруваа дека ете дојде Месијата и Месијата ќе биде цар, ќе воспостави царство на земјата. Да, ќе биде еднаш некогаш царството на земјата, меѓутоа во многу поинакви услови и на поинаков начин сето тоа ќе се изведе, и Јуда го предаде својот Спасител. И рековме и спомнавме дека доколку ние немаме своја Гециманија, доколку ние не го доживееме тој момент на кршење, тогаш многу лесно може да се случи да и ние завршиме како Јуда, односно да го предадеме својот Спасител. Денеска ќе зборуваме за еден друг чекор, кој што е предпоследен, значи последниот, ако така можам да се изразам, кај нас ќе биде Великден следната сабота. Ако кај некој беше предходната, кај некој е сега, кај нас ќе биде Великден следната сабота, односно под наводници следната сабота ќе зборуваме за распнат, односно токму за тие мигови како Исус беше распнат, како сето тоа го претрпе и како ние, ако сме негови следбеници, треба да, значи, навистина, чекориме по тие стапки. Денеска пак ќе зборуваме за осуден. Откако Исус беше предаден од близок, од пријател, од еден од своите ученици, се случи да биде и осуден. Беше донесена пресуда, пресудата беше да биде распнат. Поради што? Поради кое зло дело ме каменувате, како што вели во една прилика Исус? Дали направив нешто зло? Па нели Павле во Римјаните 8 глава, 1 стих, еве, отворете, тоа е како прв стих за денеска, вели и така, значи 8 глава Римјаните, 1 стих, и така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и кои не одат по телото, а по духот. Да, за таквите нема осудување. Оние кои што живеат по духот, односно духовен живот, нема осудување во лицето на Божиот закон. Значи, добре. Откако јас бев сам, после тоа влегува само мажи.
да се нашалиме малку. И некако сме поделени како во некои други цркви, жени со мажи понатаму. Вред. Овде стихот вели дека нема осудување за оние кои што се духовни, живеат во духот, во Христа Исуса се. Меѓутоа, да, точно е, нема осудување за таквите, ама во лицето на Божиот закон. Но, дали тоа значи дека нема да ве осудат некои од страна? Дали нема да видите осудени од луѓето? Па ние видовме, Исус беше отфрлен од сите малтене, но беше прифатен од својот Отец. Дојде да ја твори неговата волја. И ако ние чекориме по неговиот пат, ако ние ја твориме Божјата волја, многу лесно, односно сигурно може да се случи да бидеме и предадени, и дури и осудени, без никаква наша вина. Не зборуваме за осуда, ако нешто сте сторили некој кривично дело и сега тоа ви е заслужено. Но, дали може да се случи да бидеме осудени без никаква вина? Па, да се подсетиме само, Откровение 12.10. Кој е цар, кој е кнез на оваа земја? Кој ја киднапирал и узурпирал? И што му е, каква специјалност има тој? 12.10 рековме Откровение. Знаете, претходно зборува за војната на небото и како змеевот, сатаната беше исфрлен и кај дојде? Змеевот дојде, сатаната дојде токму на оваа земја. Кушајки ги Адам и Ева паднаа, си ја присвои оваа земја и вели 10 стих, и чув силен глас во небото како зборува: сега дојде спасението и силата на царството нашиот Бог и власт на неговиот помазаник, зашто е отфрлен обвинителот на нашите браќа, кој ги обвинуваше пред нашиот Бог дење и ноќе. И потоа веле нели таму тешко на оние кои што живеат на земјата, затоа што дојде обвинителот. Оној кој што осудува, кој што му е специјалност да ве осуди, кој за тоа и нема никаква причина. А тој има своји инструменти, своји луѓе на оваа земја, за жал мнозина, мноштвото, го следат него, место да одат по Христовите стапки, иеко се нарекуваат христијани. Лука 21, ќе читаме од 10 до 19. Лука 21 глава. Ова е во контекст на она што Исус го кажува пред учениците за тоа како ќе бидат последните времења, по што ќе се познае последокот, крајот на времето. И меѓу другото веле вака, од 10 стих, тогаш им рече, ќе се подигне народ против народ и царство против царство. Ќе има војни, значи, ќе слушате гласови за војни во Матеј 24 вели. Ќе има големи земјотреси на разни места по светот, ќе има глад, ќе има помор, ќе има стравоти и големи знаци на небото. Дел од тоа, пак ќе кажам, сепак помешано со милост и во многу помала мера од оно што не очекува, веќе се случува. Но пред се тоа, пред ова што ќе биде? Ќе ставаат раце на вас и ќе ве гонат. Ќе ве предаваат во синагогите и во темници, значи во затвори. Ќе ве водат пред цареви и управители заради моето име. Кој е тој што ќе не предава? Дјаволот има многу своји следбеници, но потоа вели, нели, не треба да се секираме. Светиот Дух ќе биде тој кој што ќе ни каже што и како да кажеме во наша одбрана, но битно е сега 16 стих. А ќе ве предаваат и родителите, и браќата, и роднините, и пријателите, и ќе убијат некој од вас. И сите ќе ве мразат заради моето име, но вам нема да ви пропадне ни влакна од главата. Ова е едно храбрување. Со своето трпение ќе ги спасите своите души. А може некој ќе убијат, вели овде. Ама нема да ја убијат душата. Да, на телото може да напакостат таквите, меѓутоа на душата не, односно сочувани сте за вечност. Значи, факт е дека идат времења, а и веќе дошле, да се изредам некој начин, како што и самиот Исус вели, на вакви настани, вакви случаи. Марко 15 глава. Сега да се пренесеме на таа сцена. Пасха е и како по обичај, знаеме, уопсен е
Исус, претходно предаден од својот ученик Јуда, уопсе, знаеме целата таа вечер, што се случува, каде се го влечат, го носат, од Ана на кај Кајафа, кај Пилат, пак назад, кај Ирод, и така натаму. И, како по обичај, за празникот Пасха, властите, значи римските власти, имале навика да еден затворник ослободат, како што и денеска, нели, кај нас се практикува во очи Нова година или некој така празник, па председателот ќе помилува некој од затворниците. И 6 стих, па понатаму читаме, на секој празник им пушташе по еден затворник кого ќе го побараа. Беше во окови наречениот Варава со своите собунтовници кои во буната беа извршили убиство. Значи, пазите, станува збор за криминалец, убиец, разбойник. И народот извика гласно и почна да го бара она што секојаш им го правил. А Пилат им одговори велејки: сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар, мислејќи на Исуса? А овие, односно продолжува, зашто знаеше дека првосвещениците го предадоа од завист. Од завист, од корист, од не знам што, утре некој може да ве предаде. И тоа може да биде некој кој што седи со вас. Тоа му се случило на Исуса. Но, првосвещениците го наговорија народот подобро да им го пушти Варава. Првосвещениците, еврејските првосвещеници, челниците на црквата во тоа време, го наговорија народот не Исуса, туку да го пуштат убиецот. Варава. А Пилат пак одговори им рече: тогаш што да правам со оној кога го викате јудејски цар? Но тие извикаа повторно: распни го. Пилат пак им рече: какво зло направил? Самиот Пилат, што ја представува римската власт и кој што може да пресече, односно да донесе пресуда. Не можете евреите, самите не може да пресудат. Рим ги имал власта. И самиот Пилат вели: па не наоѓам никакво зло. Но тие извика уште посилно: распни го. Не е битно, невин, крив, распни го. Не е битно тоа. Битно е да се тргнат од него. Што толку им сметал Исус? Што толку денеска на луѓето им смета вистината? Тогаш Пилат, сакајки да му угоди на народот, еве го компромисот на Пилат, сепак власта секојаш сака да му угоди на народот, за да ја сочува власта. Ако почне нешто да прави спротивно на народот, ќе ги изгуби гласовите и отиде власт. За жал, корумпирани свештеници, корумпирана власт гледаме, им го пушти Варава, а Исус, откако го обичуваат, го предаде да биде распнат. Осудата е донесена, па да не, еве, можеме да спомнеме, донеле двајца сведоци, кои што, какви сведоци, нема врска од сведоци, лажни сведоци, дошле за да го обвинат нешто. Ете. Рече он, храмот ќе го урне, па ќе го созида за 3 дена. Значи, нема врска со вистината, меѓутоа, ете, морало, според законот, сето тоа да се изведе, за да Исус биде осуден. Меѓутоа, факт е дека народот овде ја донесува пресудата, осудата. Дојде кај своите не го примија. Од своите беше предаден, своите го осудија. За жал. И тоа пред сето тоа предводено од свештениците. Како може овакво нешто се случи? Тоа не се случува преку ноќ, пазите. Не сте вие сега денеска духовни утре да нас. Може да доживеете пат, меѓутоа тој пат често пати се случува, значи, во етапи постепено. А да се сетиме при првото Христово доаѓање, односно неговото отелотворување, кога се раѓа Спасителот на оваа земја, и се сеќавате веста од кого стига. Кои се тие кои што отишле да го посетат тамо во пештерат, во јаслите? Овчарите доаѓаат и неколку мудрици, не знаеме колку, знаеме дека 3 дарови му донеле, тоа не знае дека се 3 мудрици, може би и 10, не е битно. Мудриците кои што немаат врска со Израел, значи сосема се од други народи, и овчарите, едноставните луѓе, и свештениците, не можат да сватат како можело, значи Стар Завет проповедаат, проучуваат, дошло време да дојде Месијата, сите тие го очекуваат, денеска за жал, го очекуваат, и сега таа вест, Бог да не ја прати преку нив,
требало некој овчарче да дојде да ја каже веста. Не можат преку тоа да поминат така лесно. И замисли си, тешко е да признаете грешка, тешко е да се понизите и да кажете нешто кога сте на јавна функција, поготово еве свештеник, свештеничка служба. Цело време проповедате, вака, така, доаѓа Месијата, а сето тоа, значи Господ ве заобиколува вас, се служи преку некои од едноставни луѓе. Како тоа? Значи, не почнало тоа туку така, почнало, значи, односно не се случило туку така, предавството, односно осудата Христова. И еве што вели Елен Вајт во Копнежот на вековите. Горделивоста и зависта, значи ке свештениците, сега ја затвориле вратата на светлината. Кога би покажале доверба кон вестите на пастирите и мудреците, тие би ги довеле свештениците и рабените во мощна неповолна положба, докажувајќи спротивно на нивото тврдење дека се толкувачи на Божјата вистина. Ке се чуе, ке се разбере, ке речат, чекај бе, овие, нели тие се тие кои што се толкувачи, тие се тие што се поставени од Бога за да ја толкуваат Божјата реч, а овде ке излезе дека е сосема нешто друго. Луѓето ги навеле интересирањето за Исуса да го прифатат како фанатичко возбудување. Значи сега како да се извлечат од таа ситуација, тоа е само еден фанатизам сега меѓу народот што се случува. Еуфорија. Од тогаш нивната горделивост и тврдоглавост прераснале во длабоко всадена омрза кон Спасителот. Од кога? Че не било тоа вчера. Зборуваме, спомнавме, начнавме моменти Исус кога е осуден, значи од прилика има околу 33,5 години. Значи, не почнало од тогаш, почнало уште пред 33,5 години, уште при неговата прва појава на земјата. Постепено, свештениците затоа што не дочекале Месија, кој што ќе биде по нивна волја, по нивна замисла, тие почнале да го отфрлаат. И затоа што веста не дошла преку нив, дошла преку некои едноставни луѓе, тие почнале да ја отфрлаат веста. Значи, ова е една порака за нас, треба да бидеме многу внимателни. Што ако утре застане овде некој дете на 10 години и ни пренесе вест од Бога? Дали ние ќе отфрлиме или ќе прифатиме? Или пак ќе очекуваме да некој дипломиран теолог, значи, во случајот тоа нема да бидам јас, пошто немам диплома, фала му на Бога што немам диплома од теологија, дали ќе прифатиме веста, значи, или ќе очекуваме да застане некој теолог овде, да ни ја пренесе вест и да кажеме, да, тоа е од Бога. Еве, имаме случаеви из Библијата, еве го случајот. Овчар дошол. А може да замислиме сега денешен овчар, македонско овчарче да влезе тука со тоа бастумот и да ни пренесе порака од Господа. Дали ќе ја прифатиме или не? Треба да бидеме многу внимателни. Нормално. Треба да бидеме многу внимателни кон тие први осведочувања, првиот импулс и осведочување што ќе го добиеме од Светиот Дух. Пазите, џабе не се вели, послушај го тивкиот глас. За да го послушаш тивкиот глас, треба да се издвоиш од оваа збрка, од овој хаос светски, да отидеш да се затвориш во својата клет, како што велиме, да клекнеш, да се помолиш, да воспоставиш личен контакт со Исуса и да слушнеш и да дознаеш дали таа вест од Бога или не е. Или пак ќе го отфрлиш Спасителот. Постои таа можност, како можност. Каква и да е вест, што ќе ја послушаме, значи, до нас е. Дали ќе одговориме веднаш на тоа сведочување од Светиот Дух или пак ќе ги стрнеме своите срца. Затоа што, еве, видовме, свештенството во тоа време, поради својата гордост и тврдоглавост, значи, започнал тој пат нивни на отфрлање на Спасителот, така да таа нивна гордост и тврдоглавост да прерасне во една длабоко всадена омрза кон Спасител. Да утре не им е битно дали Исус е чист како солза, туку сакаат едноставно да се тргнат од него, да
не знам дали сте искусили некојаш во животот, некој да има длабоко всадена омраза кон вас. Значи, нема некоја посебна причина за да тој нешто ви напакости. Нема никаква причина, без причина ќе ви напакости тоа. Ќе ви направи тоа. Така да, значи, стигнале во една ситуација кога имале таква омраза кон Исуса и меѓу другото, затоа што Исус не им ги чешал ушите. Исус им е кажувал вистината, иако со љубов, иако на мудар и на нему својствен начин, им ја кажувал вистината, им ги читал мотивите, што навистина било страшно за луѓето. Денеска, замислите си сега, да дојде некој како Исус, односно еве, да дојде самиот тој меѓу нас, и вие сте свесни и јасно видите како ќе ве погледне во очи, буквално ви ги чита мислите. Знае точно кој сте, што криете, што не криете. Едноставно знае се за вас. Да. И ќе ви го каже тоа на мил, на добар начин, ќе ве прекури можеби, ќе ве предупреди, затоа што нему му е мило вашето спасение, ништо друго. Како вие на сето тоа ќе изреагирате? Дали ќе го отфрлите? Да не заборавиме, пред уште Исус да почне со својата служба, Бог го праќа својот претходник, претече, како велиме, најголемиот од пророците, Јован Крстител. Со каква порака? Покајте се, зашто наближи Царството Божие. Или еве да отвориме во Матеј 3 глава. Матеј 3 глава. Од 7 стих. Знаеме, Јован крштеваше на реката Јордан и доаѓаат сега свештениците. Доаѓаат фарисеите. Истите оние кои што се горделиви, тврдоглави, истите оние кои што ќе ги узбуркаат страстите, така да кажа, меѓу еврејскиот народ и ќе издействуваат кај римските власти да Исус биде ни крив, ни должен осуд. Но сепак според Божјата промисла. Од 7 стих. Штом виде, значи, Јован, многу фарисеи и садукеи дека доаѓаат да ги крсти, значи доаѓаат сите тие исто така да бидат крстени, им рече, значи не е туку така само оди и крштевај си, готово ќе бидеш спасен. Породи змијски, кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа? Јуда да било во време присутен и ќе рече, овој поич не е тактичен. Така ли им се зборува на свештениците? Породи змијски, замислете се каков јазик имал Јован Крстител. Кој ве предупреди да бегате од гневот што доаѓа? Затоа принесувате плодови достојни на покаяние. Не е само за да се гмурнеш во водата. Треба достојно, значи да се покаеш вистински. И не мислите да речете во себе си, Аврам е наш татко, значи ние имаме телесна врска, ние сме поколение, потомство Аврамово, зашто ви велам дека Бог може од овие камења да му издигне чеда на Аврама. Секирата лежи при коренот на дрвјата, затоа секој дрво што не дава добар плод, се сече и фрла во оган. Значи, Бог им праќал пораки постојано. Бог им праќал предупредување. Еве преку Јован Крстител. Меѓутоа, тие се повеќе го стврднувале своето срце. Со исклучоци. Имало луѓе кои што Светиот Дух проработал. Еве, читаме уште еден цитат. Евреите самите се измамија, а најтешко е наистина и најголема измама е она кога сам ќе бидете измамени, самите ќе бидете измамени. Евреите самите се измамија. Тие ги отфрлија Исусовите учења, бидејќи тој им ги не им ги чеши ушите, кој што кажавме, туку им ги покажа тајните на нивните срца и ги покара за гревовите. Евреите го продолжија нивниот курс на отфрлање на Христа, се доека во нивната само измаменост не помислиле дека распнувајќи го Христа, тие му служат на Бога. Замислете докаде дошле. Сметале дека со тоа што ќе го распнат Христа, му служат на Бога. Го раснале Господа, сметајќи го со тоа му служат на Господа. За жал. Денеска мнозина истото го прават, не дај Боже да бидеме тоа ние, но сето тоа поради омразата која што се повеќе се вкоренува во нивните срца, затоа што
Не е таков Месијата како што ние го очекувавме, па уште и ни соли памет, кој е Јован, да ни кажува на нас колку сме ние свети или не свети, кој е сега Исус да ни чепка, онаму каде што не дозволуваме да не чепка, за да дојде моментот да навистина не само решат да се решат од него, туку уште и да сметаат дека со тоа му служат на Бога. Јован 7:7. Еве зашто го мразеле и зашто се случувале настаните со таков тек. Светот не може да ве мрази вас, а мене ме мрази, зашто сведочам за него дека неговите дела се зли. Реков дека Исус беше во едно од предходните предавања кушан со популарност. Знаете, вие да нахраните од 5 леба и 2 риби 20.000 души. Минимум, може би, 20.000 души биле. Тоа значи голема популарност. Кој не сака тако? Меѓутоа, од друга страна, ние луѓето не сакаме таков, кој што, сакајќи го нашето спасение, ќе не укори, ќе ни укаже нашите слабости, ќе ги извади нашите мотиви тамо надвор, значи, одnosno пред себе, не пред сите, не правил такво нешто Исус. Се со цел за да ни укаже на слабостите, за да увидиме во која состојба сме и дека му е мило да бидеме спасени. И што би рекле ние денеска? Кога ние би биле на местото на Јуда, кога ние би биле на местото на било кој од тогашните луѓе, ние не би биле во таа толпа, ние не би велеле распни го. Знаете што вели Елен Вајт, Божиот пророк? Таа вели дека кога денеска би дошол Исус, тогаш онаму каде што едно грло викаше распни го, денеска би имало илјадници, 1000, место 1000. А може да мислите дека сликата била уште пострашна. Да не бидеме само задоволни, да не бидеме во некоја своја измама и ние. Рековме дека многу клучен момент беше да го предадете, да го скршете своето јас, да ја предадете волјата на Господа. Без тоа да се случи, вие многу лесно можете да го предадете Исуса и многу полесно уште ќе ви биде и да го осудите. Оној кој што е невин, оној кој што всушност дошол да ве спаси вас, да го осудите оној кој што дошол да ве спаси вас. Замислите си како парадокс. Што им се случило на евреите. Значи, и вака, и така, нашата дестинација е Голгота. Но, можеме да се најдеме таму покрај Христа, како оној разбойник од десната страна распнати, а можеме и да се најдеме во онаа толпа долу, кој што го исмева, кој што го плука и кој што со задоволство го гледа распнатиот спасител, а не разбойник. И може би уште викаме распни го, распни го. Значи, или ке одиме кон Голгота преку Гециманија, или доколку не дозволиме да бидеме скршени, тоа нашиот пат нема да биде преку Гециманија, затоа што Гециманија ќе немаме во нашиот живот, ќе биде преку некој од судските холови таму на Пилат. Каде што ќе велиме осуди го, распни го, заслужува да биде распнат. Иако Исус такво нешто не заслужуваше, туку ние сите заслуживме, а тој место нас го даде својот живот за да ние можеме да бидеме спасени, да бидеме вечен живот. Второ послание до Тимотеј 3:12. Кречеме денеска е мирно време и нема такви случувања, меѓутоа знаеме какви времења доаѓаат, кога ќе мора да се одлучиме или за Христа или против. Или ќе одлучиме да чекориме по неговите стапки, или ќе бидеме во толпата. Што веле овој стих, значи второ послание до Тимотеј 3:12. А и сите кои сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, значи оние кои што сакаат да го следат Христа, што? Ќе биде убаво? Ќе бидат гонети. Претходно читавме, исфрлани од синагогите, предавани од браќа, од родители, од блиските. А зашто денеска толку мирно?
Дали може би затоа што на нам ни недостасувал побожен живот? Што ќе се случи кога ќе се случи голема реформа, кога ќе излеземе и засилени со Духот Свети, со тој позен дожд, ќе излеземе и отворено, ќе зборуваме и ќе кажуваме што е греф, што не е. Дали тогаш нема да се дигнат оние противења? Елен Вајд на едно место во големата борба вели дека дали може би црквата толку многу се изедначила со светот, позатоа се е мирно, нема никакви противења, нема никакви осуди, нема никакви прогонства. Што вели Лука 6:26? Тешко вам, горко вам, кога сите луѓе ќе зборуваат добро за вас. Зошто нивните татковци им правят така на лажните пророци? Кои беа тие кои беа популарни и за кои што добро се зборуваше? Тоа беа лажните пророци. Тоа беа оние кои што не беа на страната на вистината, не беа Христови следбеници. Ако така може да се изразиме, значи во денешен термин. А во Матеј 5 глава, на гората на блаженствата, меѓу другото, Исус ги кажал и овие зборови, 11 и 12 стих. Блажени сте која ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас, секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Кој вистински пророк добро помина? Никој. Нема таков. Што значи, ако сме тргнали да го следиме Христа, за очекување е да бидеме гонети, да бидеме предадени, да бидеме лажно осудени, без никаква вина. Но, сето тоа ќе го поднесеме со Божија помош, како што тоа нашиот Спасител го поднел. Посебно во ова последно време, во кое што живееме и во времењата кои што доаѓаат, затоа што, како што кажав, колку и да е мирно денес, ние денеска ја донесуваме одлуката, дали ќе бидеме за Христа или против Христа. Денеска е нашата гециманија. И секој ден треба да му се предадеме на Бога. Или ќе му се предадеме, или ќе кажеме Господе, Твоја волја, не моја, или пак утре навистина ќе биде мојата волја, меѓутоа мојата волја е страшна. Јас ќе бидам во толпата кој што ќе го осуди Христа. Ќе вели распни го, за да на крајот, место да паднам на карпата да се скршам, ќе падне таа врз мене и ќе ме здроби. Еве, би привршил со дело од она што Елена Вајд го запишала во големата борба, при тоа силно проповедање и објава на третата ангелска вест во последно време. Еве што ќе се случува од прилика, значи да добиеме една слика која што многу добро ја знаеме, но во контекст на ова што го зборуваме да се подсетиме. Кога ќе дојде време да се проповеда со најголема сила, Бог ќе се послужи со понизни орудија. Ќе го води умот на оние што се посветиле на неговата служба. Не со теолози, не со свештеници, не мора да значи секојаш така. Проповедниците повеќе ќе бидат оспособени со помазани на Светиот Дух, отколку со образованието во школите. Че не ве оспособува вас дипломата за Божито царство. Туку Светиот Дух. Луѓе од вера и молитва ќе бидат поттикнати да појдат со света ревност да ги проповедаат зборовите што им ги дава Бог. Гревовите на Вавилон ќе бидат разоткриени. Отворено ќе се проповеда против Вавилон, против, ќе се изразам денеска, новиот светски поредок. И сето оно што тие го осмислуваат. Сатаната се... Значи, отворено ќе се проповеда и Божиот закон. Вели, сатаната се лути кога борбата се проширува на нови полиња, кога вниманието народот се насочува кон погазениот Божи закон. Силата што ја придружува веста ќе ги разгневи сите што и се противат. Отвореното проповедање ќе ги разгневи останатите кои што се противат на таква една вест, кои се противат на реформа, кои се противат на еден морален живот, духовен живот. Свештениците ќе употребуваат речиси надприродни напори да ја засолнат светлината за да не им свети на нивните стада. Замислите се. Свештениците на
Ќе кажам на сите цркви, затоа што секаде ќе има такви, ќе се трудат со надприродни сили да не дозволат таа светлина да падне врз нивното стадо. Замислите, сотонски слуги, со други зборови. Црквата ќе се потпре врз силната рака на граѓанската власт. Која црква? Обично она официјалната, она која што е популарна, она која што во која што сите одат. Ке им се закануваат со парични казни и со затвор на оние кои што ќе ја проповедаат веста. Значи денеска може би е популарно да се следи Христос. Како што знаете, Јуда му се приклучил на Христа да биде него следбеник, кога било популарно, кога се делеле лебови и риби. Кога имало ќара од тоа нешто, меѓутоа што ќе биде утре? Совеста послушна кон Божјата реч ќе се смета за бунт. Заслепени од сатаната родителите ќе постапуваат строго и сурово со своите деца, замислете тоа што го читавме во стиховите од Библијата, кои верно ги исполнуваат Божите заповеди. Господарите ќе ги мачат своите слуги кои ги држат Божите заповеди. Значи газдата ваш во фирмата кај што работите ќе ве мачи, односно ќе се однесува кон вас не човечки, само преди тоа што ги држите Божите заповеди. Преди тоа што сакате да му служите на Бога и да ја творите неговата воља. Љубовта ќе се олади. Децата ќе бидат лишени од наследството и истерани од дома. Ќе има и такви. Зборовите на Павле, а сите кои живеат побожно во Христо Исус ќе бидат гонети, буквално ќе се исполнат. Бидејќи бранителите на вистината ќе се противат да ја почитуваат неделата наместо саботата, некои од нив ќе бидат фрлени во затвор, а некои ќе бидат протерани, а со некои ќе се постапува како со робови. И ова може би изгледа чудно за 21 век. Па да ви подсетам на зборовите на Јанис, ја скоро спомна. Вратите се само неколку години наназад, во претходниот век. Што се случуваше во 20 век? Најголемите злосторства се случија во 20 век. И што ни гарантира нешто 21 век, дека многу сме станале модерни, па дека во 21 век нема да има вакви тортури и мачиња, па има. И денеска има. 4. Так. Да. Еви случај. Добро, значи, што е и како ќе видиме. Како и да е. Значи, луѓето, да читаме понатаму. На човечкиот ум сето ова му изгледа неможно, но кога Божиот дух ќе се повлече од луѓето, што е оно што се уште на некој начин, кој ги држи ветриштата? Па Бог, преку своите ангели. Односно, Светиот Дух се уште е присутен, се уште милоста е тука. Кога ќе си отиде, тогаш ќе ги видиме луѓето како зверови буквално. Се уште има добри луѓе, се уште, односно затоа што Светиот Дух се уште делува, нели? Кога Божиот Дух ќе се повеќе од луѓето, кога тие ќе стапат под власт на сатаната целосно, значи, кој ги мрази божествените прописи, ќе се случат чудни работи. Срцето може да биде мощно свирепо, ако од него исчезне Божјата љубов и страв. Срцето може да биде мощно свирепо, ако Божиот страв и љубов исчезнат од него. И уште неколку реда. Штом ќе се приближи луњата, мнозина кои верувале во третата ангелска вест, значи сега зборува за оние кои што верно го следеле Христа, но со приближување на луњата што ќе се случи? Значи, верувале во тројната ангелска вест, но не биле посветени со послушност кон вистината, ќе го напуштат своето гледиште и ќе преминат во редовите на противниците. Соединувајќи се со светот и земајќи учество во неговиот дух, тие работите ги посматраат речиси во иста светлина како и нив, како светот. А кога ќе настапи искушението, ќе бидат готови да ја изберат полесната, повеќе популарната страна. И што ќе станат тогаш? Тоа ќе бидат оние кои што се знаат за вас. Тоа се оние кои што ѓаволот, односно непријателот, најдобро ќе ги искористи да дојдат, да ве предадат, да ве откријат и да ве осудат на крајот. Да бидат во толпата на оние кои што ќе велат распни го, осуди го, виновен е. А зашто е виновен? Виновен е затоа што сака да му служи на Бога, да ја твори неговата воља. Надарени и со привлечно однесување луѓе кои некогаш и се радувале на вистината, значи и надарени, и теолози, и свештеници, и се, кои што некогаш и се радувале на вистината, своите сили ќе ги употребат, душите да ги измамат и да ги заведат и ќе станат најголеми непријатели на своите некогашни браќа.
Кога тие што ја држат саботата ќе бидат доведени пред судови, да одговараат против својата вера, овие отпадници ќе бидат најдобро оружје на сатаната да ги клеветат и да ги обвинуваат, да ги осудуваат. И со лажни извешта и сомничења ќе предизвикаат гнев кај владетелите против нив. Кој ќе предизвика гнев? Некогашните браќа ќе предизвикаат гнев кај властите, за да бидат уапсени, предадени, осудени оние кои што му служат на Бога. Па нели тоа се случи во Христово време? Која имаше судската извршна власт? Рим. Ама кој ги поттикна нив, римските власти, да Исус биде распнат? Ако беше само Пилат и римските власти, Исус никогаш немаше да заврши на крст. Ама свештенството, евреите, значи, отфрлајќи го Христа, отфрлајќи го својот Спасител, ги узбуркаа страстите, предизвикаа да ги поттикнаа и Пилат и римските власти да Исус заврши таму кај што заврши. Да се подсетиме, Пилат рече, јас не наоѓам никакво зло кај него. Ама они распни го, свештениците, фарисеите, влијанието нивно. И Пилат се повлече и рече, јас не наоѓам никаква вина, знаеме дека си ги изми рацете, ама им го предаде и ми рече, еве правете што ги правите. Беше бичуван и беше накрајот и распнат. За кој зло дело? За никој. Напротив, дојде за да не спаси, за да ни покаже како треба да се љуби. Како треба да се љуби човекот, без оглед на тоа од која вера е, од која националност, од било. Значи, човек е створен по Божие обличие. Како и мене, како и сите нас. Значи, дестинацијата наша е кон Голгота. Но каде води нашиот пат? Дали преку Гециманија? Не забравяйте, тој е клучниот момент кој што треба да го доживееме секој од нас. Или ако не води преку Гециманија, тогаш води преку судскиот хол на Пилат. Ке завршиме во толпата, кој што гневно ке вели распни го. Да не даде Господ да бидеме таму. Да даде Господ да како што сме тргнале, да бидеме негови следбеници, да докрај го следиме, ба без оглед на се. Не заборавајте, може да ќе бидете предадени, може да ќе бидете и во затвор фрлени, но влакно од глава нема да ви фали. Читавме во нас. И Лука, мислам, ке беше. Односно, Бог ќе ве води на таков начин да сето тоа допринесе за јакнење на вашата вера и не само вие, туку ќе бидете сведоштво и за мнозина околу вас да поверуваат, да видат дека навистина не сте луди, туку зад вас стои сила на Севишниот. Нека му е слава на Бога. Амин.